Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Драги слушатели, сега доаѓаме до пророчката секција од Евангелието според Лука, говорот кој е запишан и во Евангелијата на Матеј и Марко. Во овој дел од Евангелието Лука пишува за нешта кои Господ Исус ги прорече. Добар дел од нив се исполнија, а останатиот дел допрва треба да се исполнат. Нема да имаме време да ја обработиме целата глава, но ќе го сториме тоа со стиховите кои сметам дека се клучни. Да почнеме со читање. Стихови 1 до 4. Кога ги подигна очите, виде како богатите ги пуштаат своите прилози во касата на храмот. Виде исто така и една бедна вдовица, која пушти таму 2 лепти, па рече: вистина ви велам, оваа бедна вдовица од сите повеќе приложи. Сите овие дадоа прилози на Бога од својот вишок, таа пак пушти од својата немаштија, сиот имот што го имаше. Тој храм беше навистина голем и раскошен, и во споредба со сумата потребна за функционирањето на самиот храм, прилогот на оваа вдовица не вредеше, речиси, ништо. Не знам дали и еден минимален трошок можел да се покрие со нејзините пари, но Господ Исус не ја мери вредноста на давањето врз основа на сумата, туку врз основа на тоа колку даваме од тоа што го имаме. До ден денешен има луѓе кои донираат големи суми за црквата, но на Господ Исус не му е важно тоа. Во Господовите очи 100 денари може да се повредни од 100.000 денари. Патем, давањето финансии во црквата е доста чувствителна тема, која мислам дека е добро да ја отвориме барем накратко. Во Стариот Завет на израелците им беше кажано да даваат десеток од тоа што го добиваат. Јас лично сметам дека за христијаните десетокот не е единствениот стандард. Би рекол дека десетокот треба да е минимум од тоа што го даваме, а ако можеме повеќе, треба да дадеме и повеќе. Поентата со давањето финансии не треба да биде да дадеме колку што можеме помалку, а сепак да учествуваме, туку да дадеме колку што можеме повеќе за Господовото дело. Јас искрено ќе ви кажам дека оваа аудиопрограма функционира благодарение на дарежливоста на многу луѓе кои донираат средства. Некогаш ќе се случи некој од нив да пратат многу мала сума и речиси со извинување да напишат: не можеме да дадеме повеќе од ова. Но, кога многу луѓе даваат помалку пари, тоа ни овозможува нам да продолжиме да ги снимаме овие емисии. Јас ги ценам оние кои, иако даваат мала сума, сепак даваат голем дел од тоа што го имаат на располагање. Токму тоа го стори вдовицата во стиховите кои ги прочитавме. Господ Исус не беше заинтересиран за големината на сумата која таа ја остави, туку за големината на нејзината жртва. За жал, ние луѓето сме површни и често ги гледаме нештата на површен начин. Но, преку овие стихови, верувам дека Светиот Дух сака да не поттикне да размислуваме и погледнеме малку подлабоко. Стихови 5 до 7. И додека некои зборуваа за храмот, дека е украсен со убави камења и заветни дарови, тој им рече: ке дојде време и од сето ова што го гледате, нема да остане ни камен што не ќе биде урнат. И го прашаа говорејки: Учителе, а кога ќе биде тоа и каков е знакот дека тоа почнува да се случува? Додека Господ Исус и неговите следбеници беа во храмот, некои од луѓето почнаа да ја фалат таа голема и величествена градба. И навистина, според некои историчари и археолози, тој така наречен Иродов храм бил посебен. Се разбира, не бил ни одблиску раскошен како оној на Соломон, но сепак станува збор за проект кој долго време и доста внимателно се градел. Кога луѓето го пофалие храмот, Господ Исус кажа дека тој храм ќе биде урнат, што сигурно ги шокираше тие што го слушаа.
Како одговор на тие негови зборови, некој го праша кога ќе се случи тоа. Интересно е тоа што никој јавно не му се спротивстави на тоа што го кажа за храмот, туку само го прашаа кога ќе биде урнат. Во својот одговор, Господ Исус ќе сподели нешта кои се однесуваат како на блиската иднина на слушателите, така и на иднината од времето во кое ние денес живееме. Ке продолжиме со читање. Господ Исус дава неколку предупредувања за своите следбеници. Слушајте внимателно, бидејќи овие нешта се однесуваат и на нас. Стих 8. Тој рече: внимавајте да не ве прелажат, зашто мнозина ќе дојдат под мое име и ќе зборуваат дека сум јас и дека времето се приближи, но не одете по нив. Со други зборови, една од карактеристиките на последните времиња ќе биде појавата на лажни Христоси, односно лажни месии. Ова беше вистина и пред Господ Исус да дојде на оваа земја. Тогаш се појавија луѓе кои тврдеа дека се Божји помазаници, одредени да донесат спасение, а такви луѓе се појавија и по вознесувањето на Господ Исус. И денес има многумина кои сакаат да се представат во такво светло, а има и такви кои навидум доаѓаат во името на Господ Исус, а сепак се како волци во овча кожа, односно тие се лажни учители. Како можеме да препознаеме дали некој е лажен Месија или лажно се представува во Исусовото име? Прво, многу месии не постојат. Постои само еден, а тоа е Господ Исус Христос. Но, што се однесува до лажните учители, ако нивните зборови и дела не се во согласност со Светото Писмо, можете да бидете сигурни дека таквите се лажни учители. Стихови 9 до 11. А кога ќе чуете за војни и бунтови, не плашете се. Сето тоа треба најнапред да се случи, но крајот нема да дојде веднаш. Тогаш им рече: ќе се крене народ против народ и царство против царство, а на некои места ќе има и големи потреси, и глад и помор, ќе има страотни појави и големи знаци на небото. Живееме во време во кое војните се реалност која на многу начини влијае врз секојдневието на луѓето. Како што ќе се ближиме до крајот на светот, тие војни ќе стануваат се почести и поинтензивни. Знам дека повеќето од вас можеби ќе помислат дека војните кои веќе ги имаме се повеќе од доволни, но за жал ќе има многу повеќе. Покрај другото, Господ Исус вели дека ќе има и глад и помор, а и големи знаци на небото. Со други зборови, тоа ќе бидат времиња со големи промени и хаосот, кој веќе го гледаме околу себе, ќе станува се поголем. Но последните времиња ќе бидат особено тешки и за христијаните. Стихови 12 и 13. А пред сето тоа, ќе стават раце на вас и ќе ве изгонат, предавајќи ве во синагогите и затворите, и ќе ве водат пред цареви и управници заради моето име, и тоа ќе ви биде вам прилика за сведоштво. Во Евангелие според Јован, глава 15, стихови 18 и 19, Господ Исус јасно ни дава до знаење дека со оглед на тоа што светот го замрази него, треба да очекуваме дека ќе покаже омраза и кон сите негови следбеници. Затоа, христијаните не треба да очекуваат дека ќе бидат прифатени од сите. Христовото учење е спротивно на учењето на светот. Иако овој свет го распна нашиот Господ и Спасител, што очекуваме ние? Дека ќе ни аплаудира што сме на негова страна? Се разбира дека тоа нема да се случи. Стихови 16 до 19. Ќе бидете предадени исто така и од родители, и од браќа, и од роднини, и од пријатели, а некои од вас ќе бидат и убиени, и ќе бидете намразени од сите заради моето име. Но ни влакно од главата ваша нема да загине, со трпение ќе си ги придобиете душите.
Некои теолози сметаат дека овие стихови се однесуваат на израелците, но не верувам дека тоа е така, бидејќи Христос јасно вели дека тоа прогонство ќе биде поради неговото име, а знаеме дека тие како народ не го прифатија Исус како Месија. Стиховите се однесуваат на сите кои во него веруваат, независно од нивната етничка припадност. Секој кој искрено ќе одлучи да го следи Христовиот пат, ќе се соочи со опозиција, неретко и од најблиските. Немојте да бидете изненадени ако ве нарекуваат со секакви имиња поради вашата лојалност кон Христос. Стих 20. А кога ќе го видите Ерусалим опколен од војски, знајте дека блиску е неговото запустување. За кое запустување зборува Господ Исус во овој стих? Станува збор за уништувањето на Ерусалим кое се случи во 70-та година од новата ера. Ова го имам кажано и при проучувањето на другите евангелија, но сакам накратко да повторам дека во 70-та година римска војска го заобиколи и уништи градот Ерусалим. Тоа значи дека овие зборови се исполнија од прилика помалку од 40 години откако Господ Исус ги изговори. Сигурен сум дека дел од оние кои го слушаа беа сведоци на тоа уништување. Во главата си замислувам разговор помеѓу двајца Исусови следбеници, кои во моментот кога Ерусалим беше опколен од римски војски, си велат еден на друг. Тоа е тоа. Ова е денот за кој Господ Исус зборуваше. Стих 21. Тогаш, оние што се наоѓаат во Јудеја, нека бегаат во планините, и кои се во градот да излезат од него, а кои се по околните места, нека не влегуваат во него. Ако ви интересираат повеќе информации во однос на уништувањето на градот Ерусалим, ве охрабрувам да ја читате историјата на еврејскиот народ, напишана од страна на Јосиф Флавиј. Тој сликовито објаснува што се случи во 70-та година. Патем, тоа не беше прв пат градот Ерусалим да биде опколен, освоен и уништен. Низ историјата неколку пати се случила таква трагедија, само изворот на истата биле различни војски и народи. Но, според тоа што го прочитавме од последниот стих, можеме да заклучиме дека и самиот Господ Исус предупреди дека тоа ќе бидат тешки времиња. Стихови 22 до 24. Зашто тоа е времето на одмазда, во кое ќе се исполни се што е напишано, но тешко на бремените и доилките во тие дни, зашто голема мака ќе има по земјата и гнев врз овој народ, и ќе паднат од сечилото на мечот и ќе бидат одвоени во плен меѓу сите народи. А Ерусалим ќе го газат незнабожци, се додека не се исполнат времињата на незнабожците. Интересно е тоа што Господ Исус вели дека Ерусалим ќе го газат незнабожци, се додека не се исполнат нивните времиња. Мое мислење е дека ова се однесува на фактот што уште од тоа време, па се до ден денешен, Ерусалим не е град кој е населен само од евреите, туку него го газат и нееврејски народи. Стихови 25 до 27. И ќе има знаци на сонцето и на месечината и на звездите, а на земјата тага кај народите од неизвестноста и од бучењето на морето, и од брановите луѓето пак ќе умираат од страв, и од исчекување на она што ќе го најде светот, зашто и силите небесни ќе бидат разнишани, и тогаш ќе го видат Синот човечки како доаѓа на облаци со голема сила и слава. Знам дека има луѓе кои ги цитираат овие стихови во обид да кажат дека моментално ние сме сведоци на исполнувањето на истите. Но мое лично мислење е дека овие зборови се уште не се исполниле. Допрва ќе дојде до нивно исполнување. Би ве охрабрил внимателно да ги проверувате зборовите на оние кои сакаат да говорат за библиските пророштва. Во стиховите кои ги прочитавме, Господ Исус вели дека тој ќе дојде на облаци, со голема сила и слава.
Знаете, кога за прв пат дојде на оваа земја, кога се отелотвори на првиот Божик, тој дојде понизно, за да донесе спасение. Но, кога втор пат ќе дојде на оваа земја при крајните времења, Христос ќе се појави со голема сила и слава. Првиот пат дојде како спасител, а вториот ќе дојде како судија. Всушност, секој човек на оваа земја ќе го сретне Христос или како спасител, или како судија. Ако сакате да биде ваш спасител, поверувајте во него и почнете да го следите. Ако не го сторите тоа, ви гарантирам дека ќе се соочите со праведен судија, а тоа не ви го препорачувам. Стих 28. А кога ќе почне тоа да станува, исправете се и подигнете ги главите своји, зашто се приближува вашето избавување. Дали овие нешта почнале да се исполнуваат пред нашите очи? Не можам да го кажам тоа со сигурност. Знам дека некои луѓе храбро изјавуваат дека веќе живееме во последните времења и дека сите овие зборови почнале да се исполнуваат, но јас не би го заклучил тоа. Но во секој случај, тоа што сакам да го нагласам е дека можеме да бидеме сигурни дека Господ Исус повторно ќе се врати. Дали неговото враќање ќе биде во наше време или во времето на некоја следна генерација, знам дека во вистинското време тоа сигурно ќе се случи. Еден ден Христос ќе се врати, а тоа негово доаѓање ќе биде за избавување на оние кои веруваат, а за суд на оние кои не веруваат. Стих 34. Само пазете се, вашите срца да не бидат натежнати од прејадување и пијанство и тегобни грижи за овој живот, за да не ве затекне оној ден ненадејно. Господ Исус како да сака да каже, немојте да се опуштате. Се разбира, тоа се однесува на опуштање во однос на световноста, блудот, гревот, развратот и слично. Ако животот го сведеме само на јадење, пиење, заработување и трошење на тоа што сме го заработиле, сигурно ќе се најдеме во ситуација во која не сме подготвени и духовно будни. Овие нешта кои ги спомнав се важни, но не смеат да бидат нашата главна преокупација. А искушението за таков животен стил е навистина големо. Стих 36. Бидете будни во секое време и молете се, за да го избегнете сето она што треба да се случи и да застанете пред Синот човечки. Како да бидеме будни? Ова е едно од најважните прашања. Господ Исус не повикува да бидеме духовно будни, а ќе бидеме такви ако редовно го читаме Светото Писмо, ако го применуваме тоа што е запишано во него, ако сме постојани во молитва и пост и во заедништвото со останатите христијани. Овие духовни практики ќе ни помогнат да останеме на правиот пат и еден ден да го наследиме царството. Стих 38. И сиот народ доаѓаше наутро кај него во храмот за да го слуша. Навистина би сакал да ја имав приликата и јас во живо да го слушнам Господ Исус како проповеда и поучува, но сите ние кои го следиме него, еден ден ќе ја имаме можноста да го гледаме лице в лице. Тука ќе го завршиме денешното проучување. Бог нека ве благослови. Слушнавте епизода од програмата Низ Светото Писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на подкаст платформите како што се Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите епизоди, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да ни оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nizsvetotopismo@gmail.com. Следете ги нашите страни Низ Светото Писмо на Facebook и Instagram.
Епизодите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.